Благодарам. Почитуван колега Фадил Зендели, зборувавте за принципи и јас мислам дека принципи во оваа влада во Република Македонија постојат само два. Првиот е лагата и вториот е манипулацијата. Лага и манипулација на власта беше и кога вие бевте со нив во влада, па ви изигра, кога лажеа дека нема да ја примат ДУИ во коалиција. Лага и манипулација беше кога ја лаже алтернатива, а ја изфрлија од коалиција. Лага и манипулација и на ДУИ, кога ветуваше дека нема да го прекрши правилото победник со победник. Значи коалиција на лагата и на манипулацијата. Лага и манипулација е кога кажуваат дека се за проевропска држава, дека се борат за Европа и измислуваат некакви, не знам, невидливи сили кои што ја влечат Македонија назад. Доколку се толку навистина за Европа, ева нека кажат кој склучува договори со руски олигарси за набавка на газ, тоа по двојно повисока цена од берзанската. Дали е тоа владата на ДУИ на СДС? Да. Нека кажат чиј генерален секретар на која партија испумпува пари од фирма со руски капитал, тоа е Социјалдемократскиот сојуз. Нека кажат која влада му даде пасош на Онишченко, односно му продаде пасош на Онишченко и така натаму и така натаму. Може да се потсетат и на неколку години поназад, кога фирми во сопственост на лица од црната листа на Соединетите Американски држави беа склучуваа договори со најголем дел од министерствата во Република Македонија, пред се Министерството за внатрешни и Министерството за одбрана. Ова лага и манипулација, односно ова мантра што цело време кажуваат, не е ништо друго освен нанесување штета на сопствената држава, обидувајќи се да го префрлат тоа што тие го прават на некој што тоа не го прави. Народот тоа го гледа и народот на следните парламентарни избори жестоко ќе ги порази. Ви благодарам.